Почитувани граѓани, членови на ВМРО ДПМН, симпатизери, ветерани, Унија на жени, Унија на млади сили, почитувани членови на коалиционите партнери, почитувани присутни, дозволете ми да ви се обратам како ваш сограѓанин, скопјанец, градски татко, пријател и идеен градоначалник на градот Скопје. Сакам јавно да ви се заблагодарам на вас, жителите на Скопје, за досегашната доверба и соработка која ми ја дадовте на локалните избори 2009 и 2013 година за градоначалник на град Скопје. Со ваша подршка и преку секојдневна комуникација со вас реализиравме голем број на проекти во многу сектори за овие 2 мандата. Докажавме дека може да се вети и во соработка со вас, граѓаните на Скопје, во најголем дел да го исполниме ветеното. Долги години сум во локалната самоуправа, благодарение на довербата на вас, граѓаните, секогаш со подготвена програма за реализација, но ниту еден од замислените проекти не можев да го исполнам и да го реализирам без подршка на Советот на градот Скопје и председателката Ирена Мичева. Се надевам дека одличната соработка ќе продолжи и со идниот Совет на градот Скопје за доброто на граѓаните на град Скопје. Не можам да не потенцирам и за огромната подршка во реализацијата на проектите од сите 10 скопски градоначалници и совети и администрацијата на општините. Моите програми за изминатите мандати никогаш не представувале програми каде се ветени проектите и истите не се реализирани. Се надевам дека мојата посветеност и амбициозна работа, мојата постојана присутност на терен веќе ви е позната. Моите стратешки заложби за следниот 4-годишен мандат и мојата програма се во насока на подобрување на условите за живот на скопјани. Бидејќи Скопје мора да биде зелен град. Скопје во наредниот мандат ќе посвети значително внимание токму на намалување на загадувањето на воздухот. Ќе се развива како енергетски ефикасен град со одржлив транспорт. Ќе посвети повеќе внимание на користењето на велосипедот како алтернативно превозно средство, на подобрувањето на хигиената во градот Скопје и во многу други области. Јас сум силно убеден дека Скопје ќе продолжи да чекори и да влезе во ерата на уште поголем напредок и развој. Нашите дела за Скопје и за сите други градови кои работеа вредно и посветено докажуваат дека си стоиме на зборот. Отчетите зборуваат дека она што го ветивме доследно го исполнивме. Работата го одликува човекот, затоа и нашиот слоган во потполност ги оправдува нашите заложби на кои вие ја дававте досегашната доверба, а тоа е секогаш работа, секогаш Македонија. Сите ние, идните градоначалници и советници кои стоиме тука пред вас, ја бараме вашата подршка уште во првиот круг за градоначалници и советници на градот Скопје и на 15 октомври вечерта да славиме една голема победа за градот Скопје и општините во градот Скопје. Ова се кандидатите за градоначалници со кои ја започнуваме новата ера на развој во сите општини во градот Скопје. Заедно со мојот заменик градоначалник од редовите на советничката група, господинот Мухамед Амети, со кој верувам ќе работиме посветено, и останатите 44 советници кои што стојат овде пред вас од градската советничка листа и сите градоначалници кои што се кандидати и се надевам ќе станат градоначалници, ќе се посветиме на проекти за да направиме уште помодерни локални самоуправи и ќе реализираме проекти со кои ќе се подобри климата во повеќе области, во туризмот, во сообраќајот, во образованието, во социјалната и дека ќе им служиме на граѓаните уште подобро во следниот 4-годишен мандат. Во изборната програма за градот Скопје за периодот 2017-2021 се поставени над 200 проекти за градот Скопје за сите 10 општини во градот Скопје со прецизни рокови за реализација, опис и вредност.
Тука не се гледало ни политичка, ни етничка припадност на граѓаните во општините во градот Скопје. Проекти за подигнување на нови парковски површини за зелено Скопје, против загадувањето на воздухот, проширување на проектот Вело Скопје со иновативни решенија преку изградба на нови велосипедски рути, со подигнување на свеста на граѓаните за велосипедот како превозно средство, проекти за подобрување на јавниот простор, намене за пешаците, проекти за модернизација на јавните предпријатија, проекти преку кои градот Скопје ќе се брои во технолошко развиени и паметни градови, проекти за пренамена на фреквентни сообраќајници во пешачки зони, во централното градско подрачје и мотивирање за поголема мобилност на граѓаните преку кампањата за денови без автомобили. Големо внимание ќе посветам и кон напредување на јавниот превоз, со подобри форми на употреба како електрични автобуси, безбеден за сите корисници и животна средина и проекти за подршка на жителите кои се во социјален ризик, со цел подеднаква инклузија во секојдневното градско живење. Никако помалку не се важни ни младите во градот Скопје, бидејќи Скопје е град на младите, студентите, средношколците од цела Македонија, младите кои се наша иднина и за кои вложи посебно внимание за да бидат вклучени во сите текови за развој на еден град. Ќе набројам некои од проектите за кои несебично ќе се заложам во наредниот мандат, како што изградба на третата фаза од булеварот Кристијан Тодоровски Карпош во општина Кисела Вода од Пинтија до Драчево, во општина Бутел до првата фаза па се до заобиколницата, кој што вреди 180 милиони денари. Изградба на четвртата фаза од булеварот Борис Трајковски во општина Кисела Вода од Пинтија до Драчево. Изградба на почетокот на изградба на јужниот булевар позади Рамствор. Изградба на ново средно училиште во Аеродром. Изградба на нов забавен парк. Изградба на нова пречистителна станица во Трубарево. Изградба на дел од булеварот Асном од хотел Русија па се до Скопскиот саен. Продолжувањето на нови велосипедски патеки. Скопје мора да дише воздух. Па затоа ветувам, ќе направиме нови зелени површини и нови паркови од 500.000 метри квадратни. Приватните компании со автобуски превоз ќе бидат субвенционирани од град Скопје за инсталирање на уреди со кои ќе се намали загадувањето на воздухот и ќе продолжиме со реконструкцијата на зелениното покрај кеот Вардар, а ќе го реконструираме комплетно и вториот дел од градскиот парк и ќе изградиме нова патека за џогирање покрај реката Вардар. Ќе субвенционираме набавка на 10.000 нови велосипеди за граѓаните на градот Скопје, бидејќи поздраво и позелено Скопје е нашата определба. Почитувани, вие ме познавате по мојата амбициозна и повеќечасовна несебична посветеност на вас, на граѓаните на градот Скопје. Знаете дека не ветувам доколку не можам да го исполнам, а нашите досегашни завршени проекти зборуваат за квалитетот на живење во една европска метропола. Тоа е градот Скопје. Затоа, почитувани граѓани, ова е програмата со која што ќе настапиме на следните локални избори. Ова е програмата во која што граѓаните на градот Скопје ќе можат да ги видат проектите во сите 10 општини и во сите области од секојдневното живење. Оваа програма ќе биде нашата водилка. Оваа програма ќе биде и програма за работа на градот Скопје и на идната администрација на градот Скопје. Тоа ќе го реализираме заедно со сите советници од градот Скопје, кои што стојат тука пред вас и кои што се тука. Затоа, почитувани граѓани, затоа ние мора да работиме посветено, мора да работиме секогаш. Да го направиме Скопје уште побаво место за живење. Сите заедно. Да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. За нова ера на уште поголеми победи и уште поголем напредок. Да сте живи и здрави и на 15 октомври вечерта да славиме уште една голема победа за градот Скопје и општините во градот Скопје. Да сте живи и здрави!